Ја немам, јас немам што да додам повеќе од Ричард Гир. Ричард Гир подобро го сублимираше целиот целата овој хаос, оваа катастрофа. Ричард Гир ја сублимираше подобро од мене. Мислам, се согласувам целосно со нашиот министер за евроинтеграции, во целост се согласувам. Значи, во целост се согласувам. Значи, со кој дел? Со сите делови. Значи нема. Црна Гора, не може со двете работи. Не, со сите. Он на почетокот вика дека е многу добар сигнал што одвоена Македонија. Чекај. А сега на крајот вика дека е многу лош. Чекај. Со кој дел се согласувам? Значи се согласувам со сите делови. Ричард Гир имаше интересно интервју за 360 степени, у кој шо кажа доста интересни работи. Потивко плис пија деса љуби брат. Да. Денеска имаше нека комшија рече, а полека комшија не вика толку да. Да видиме, Муртезани вика дека Албанија ќе стане членка на Европската унија до 2020. Македонери се дека не трола, вика лаже, ама поштено. Ама Македонер ни ја напри емисијата топ. Добре. Топ ни ја напри. Добар трол ни напри Македонер. Морам да признам. Значи, Александар Николовски пред една недела излегува и кажува дека дека Албанија никогаш нема да влезе во Европската унија. Еве сега министер од владата во која што исто така член е Александар Николовски вика кажува до кога Албанија ќе стане членка на Европската унија. Ајде да погледнеме и да видиме зашто треба на нас као македонци да ни биде криво. Да. Меѓутоа, разделувањето на Албанија од Македонија е јасна порака дека проширувањето е живо и се случува. И мислам дека централната тема е тука и ова треба нас да не охрабрува, ние да работиме уште посветено на изнаоѓање на решенија, за да го искористиме моментот. Само да споделам неформално, секако, Црна Гора веќе има договорена и временска рамка до кога би ги завршил преговорите. Тоа е 26-та. Албанија има оптимистичка рамка до 2027. Ако ние сме почнале пред Хрватска, а остануваме последна на Балканот со Косово и Босна, мислам дека генерално впечатокот ќе биде многу лош. Чекај, јас немам што да додам повеќе од Ричард Гир. Ричард Гир подобро го сублимираше целиот целата овој хаос, оваа катастрофа. Ричард Гир ја сублимираше подобро од мене. Мислам, се согласувам целосно со нашиот министер за евроинтеграции, во целост се согласувам. Значи, во целост се согласувам. Значи, со кој дел? Со сите делови. Значи нема. Црна Гора, не може со двете работи. Не, со сите. Он на почетокот вика дека е многу добар сигнал што одвоена Македонија. Чекај. А сега на крајот вика дека е многу лош. Чекај. Со кој дел се согласувам? Значи се согласувам со сите делови. Како? Добре е што проширувањето кон унијата ќе остане отворено. Значи некогаш и ние, кој глупи поглуп, кога му рече таа можеби, значи имам шанса. Значи имам шанса, му вика дај една милиону една, баба имаме шанса. Битно имам шанса, да. Значи некогаш ние ќе станеме ЕУ. Океј, да, ако ми здраве. Тоа е. Втора работа со која што се согласувам е дека Црна Гора ќе стане членка и дури пред Албанија. Значи една Црна Гора у која што се имаше предграѓанска војна, бе. Руси имаше таму, руска пропаганда, агенти, ФСБ, све беше таму. Најголемите криминални кланови на Балкан. Да. Една Црна Гора ќе стане членка на ЕУ пред нас. Една Албанија која што процесот го започна во 2014, а Македонија го започна во 2007, процесот за зачленување. Значи ние го почнавме во 2007, станавме земја кандидат за членство во ЕУ во 2007, а Албанија стана во 2014. Црна Гора 2000 не знам која, 15-16 која беше.
Значи, Црна Гора не претица, и тоа не претица, Сериозно? Ертен. Албанија не претица исто така. Они за 3 години ќе станат Тоа е добар сигнал. 2 или 3, како се вика, Црна Гора за 2 години ќе стане европска држава, држава од Европска унија, а Албанија за 3 години ќе стане држава од Европска унија. И сега Македонија ќе остане држава, нема да биде у Европска унија. Ама тоа е добар сигнал. И тоа е добар сигнал да се знае дека тоа е една голема катастрофа. Ама е многу лошо. Многу е лошо што се... Да. Стварно, сите што... Ние сме уствари Да. коњак. Да. Ако сме Среќа. со тебе у групата, пакет, идете у да. ЕУ. Само ние нема. Само ние не. Ние на сите им посакуваме среќа. Значи Да. ние на сите им, Срекно. им пуштаме вода. И ние си остануваме назад после, а они одат напред. Прекрасно. Ама Мицика како беше светлината? Треба да се Живототворната подсетиме. светлина. Има нови гледачи, може Вели, треба да го пуштиме скринот. животворната светлина, пушти го скринот. Рече, немојте да се разочарувате. Не смееме да губиме надеж. Ама чекај сега. Не смееме да губиме надеж, псалм по Мицко. Ај, пушти. Види, символично е тоа. Денеска е вера. Денеска е ова. Вера, надеж и љубов. Денеска е празник, да им го честитаме на сите што го празнуваат. Вера, верче, нада. Љубинка, љубинка. Нас ламелата ни шлајфува. Еве, македонската историја, политика, се македонската вистина и правдина. Денес е осветлена од животворната светлина, од и денес е роден ден на нашиот председател на ВМРО ДПМН и премиер на владата, грандиозниот македонски син, апостол на македонството, лидер и патриот, професор доктор Христијан Мицкоски. Честички роден ден, почитуван председателе професор доктор Христијан Мицкоски. Нека реки здравје, успеси, раст и победи ја красат патеката по која не водите. Ама чекај. Сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Јас сум сега мечка збунет. Сега е Муртезани управо или Јацо Николовски. Јацо Николовски вика дека Албанија никош нема да влезе во Европска унија. Муртезани има ексклузивни информации дека до 2027 ќе ги заврши преговорите, практично 2028 ќе влезе во Европска унија. Сега кој е управо? Стискајте лајкови за минут. И Сите се управо. И друго што не ми е јасно, дали е Муртезани во право која вика дека одвојувањето од Албанија е добар сигнал или дека е многу лошо што не ги продолживме преговорите со Европска унија. Сега не можам да разберам. А не сме го исклучиле лајвот од Facebook? Не би иде сегде. Ситера на Facebook? Не бе иде. Не бе еден. Live video blocked. Абе, Because of what? чекај таа лиценцата да ја става. Добро, ајде Мичо. Се. Ајде да видиме како Муртезани го искара вице-премиерот, мислам вице-премиер Александар Николовски Да бе. и министер за транспорт и врски Александар Николовски дека не требало да ги расипува односите со Бугарија. Колку според вас инвестиција во потенцијален диалог со Бугарија се изјавите на вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски од пред неколку дена, да речеме, во репликите што ги разменија со Бојко Борисов дека лидерот на ГЕРБ, партија која што патем веројатно ќе освои најголем број пратеници на следните избори во Бугарија, ако воопшто се формира политичка влада, не знам како би се формирала без ГЕРБ, е човек обвинуван за корупција, кој што во спалната спие на пачки злато и евра. Колку е тоа инвестиција во еден иден диалог со Бугарија? Па, искрено да бидам, не е воопшто инвестиција. И плюс, што е полошото, ја мислам дека на тој начин помагаме на нивната предизборна трка, да станеме ние како држава
клучна тема на нивните избори. При тоа не сме проблем на граѓаните во Бугарија. Ама не видовме оградување, да речеме, одвлен од таквите изјави. Ако вие сега велите, тие не придонесуваат најмалку за утре да се воспостави некаков диалог со Бугарија, така? Апсолутно сметаме дека такви пристап е штетен. Токму поради фактот што не сме ја блокирале ние Бугарија, туку Бугарија не блокираше нас. И мислам дека нашиот пристап треба да е крајно конструктивен и внимателен, бидејќи со секое заострување на понатамошната реторика би можеле евентуално да ги затвориме и тие врати што ние сметаме дека може да се отворат после изборите. Значи, што вика Муртезани, дека Александар Николовски направил глупост која ги влошил односите со Бугарија. Но, што е многу поважно, Муртезани потврдува дека ова оди во прилог на предизборието и рейтингот кој што го билда и Бојко Борисов, и Каракачанов, и Румен Радев. Значи, сите овие изјави во суштина одат во насока на подобрување на рейтингот, например, на Бојко Борисов во Бугарија, а одат на штета на Македонија затоа што ја нарушуваат нашата преговарачка позиција, доколку на вистина владата сака да го репреговара договорот со Бугарија или она што е во францускиот предлог за внесување на бугарите во устав, па тоа да биде со одложено дејство. Суштината е дека сами си ги затвараме вратите. Прашањето е зошто тоа го правиме и во чиј интерес. Интересно е што оној предлог на Виктор Орбан да биде на некој начин медиатор помеѓу Македонија и Бугарија експресно беше одбиен од сите бугарски политичари, односно од сите релевантни бугарски политичари кои што има шанси да бидат дел од новата влада по 8-те, мислам дека поред избори во Бугарија. Тоа значи дека во моментов Македонија нема од другата страна со кого да седне и да преговара. Дури да има стабилна влада, дури да се формира влада, никој во Софија не е подготвен да преговара. Интересно е што во истото интервју Муртезани открива детали од тоа како бил примен предлогот за уставни измени со одложено дејство во Брисел. Не е тоа како што Мицкоски го кажува, вели дека со огромна скепса било тоа примено од сите европски представници тамо, односно дека нема некој порив за прифаќање на тоа барање. Дополнително го прашува дали во Брисел однесовте некаков француски предлог плюс, како што најавуваше владата на Христијан Мицкоски, како што најавуваше ВМРО ДПМН, такво нешто не е однесено во Брисел како понуда. Во Брисел е отидено само со одложено дејство, внесување на бугарите со одложено дејство во македонскиот устав. Практично, она што го објаснуваше и самиот Муртезани, кој што е главен преговарач на Македонија со Европската Унија, не е главен преговарач. Главен преговарач. Он е министер за евроинтеграција и главен преговарач е ставен сега со Европската Унија. Не, две различни функции си таму ја доделија, пошто е многу способен, како што можат да слушнат и видат гледачите. Поентата е ќе има идејата на ВМРО ДПМН е да се внесат бугарите во устав и да има амандман кој што ќе означува дека они се внесени со некакво одложено дејство. Прашањето кое што му го поставува и новинарот и дилемата која што се јавува во јавноста е како внесувањето на бугарите во уставот со одложено дејство ја подобрува позицијата на Македонија во преговорите со Европската Унија и спречува идна можна блокада од Софија. Затоа што главната причина поради која што ВМРО ДПМН тврдеше дека францускиот предлог е лош, значи во целост францускиот предлог дека е лош, беше нивното тврдење дека со тој предлог Македонија ќе се бугаризира, ќе се менува историјата, ќе прифатиме дека не постои македонски јазик, дека постоиме како народ од 44 и така натаму и така натаму. Сега ВМРО ДПМН вели дека ја прифаќа преговарачката рамка со Европската Унија, но бара да биде тоа со одложено дејство. Еве, било кој од ВМРО ДПМН нека објасни како одложеното дејство ќе влијае
и ќе спречи бугаризација на Македонија. Јас би предложил на режијата, би ја замолил да пуштим уште едно кусо видео од Муртезани, кај што кажува конкретно што им било порачано во Брисел, односно дека без уставни измени нема почеток на преговори. Пушти го видеото. Не беше разговаран конкретно вашиот предлог за француски предлог плюс. Беше разговарано околу предлогот на нашата влада на носење на уставните измени со одложено дејство, зашто морам да бидам искрен дека не дека има некоја голема надеж од страна на институциите во Брисел дека таков предлог би поминал, меѓутоа тоа не се отфрлува како анблок, има одредена доза на оптимизам кој што ние ќе треба да го конкретизираме. Сега велите дека не се отфрла оваа идеја, ако добро ве следев, но на пример председателот на Европскиот совет Шарл Мишел по средбата со премиерот во објава на социјалните мрежи порача сега е клучно да се спроведат обврските од минатото. Сега како да ја разбереме ова? Отфрла оваа идеја, ако добро ве следев, но на пример председателот на Европскиот совет Ова не пушти нас. по средбата со Пуштиме. Значи, у Брисел не нашле на разбирање за одложено дејство и за внесување на бугарите во устав, што значи дека немаме решение. Што значи дека Обрајан беше во право кога рече не купувајте кола од човек кој што не ви кажува кои се перформансите, какви се. Ама ние сега можеме од овој аспект, ние сме доволно комотни сега денес на 100 дена по изборот на владата, ние сме денес доволно комотни да си фаќаме сеир. Тама, вели ви поздравам цела екипа и за мудата што ги имате. Поздрав од Оринџ Каунти, Калифорнија за чорба утре на здравие. Фала ти до TNM. Да го поздравиш Пол Сениор, Оринџ Каунти Чоперс, и да ни пуштиш една слика таму во музеот да идеш да се сликаш. Best we can do. Некако беше од мемето, друго беше од Оринџ Каунти. Тоа ти е Pawn Stars. Да, другото. Оринџ Каунти Чоперс ти е Кога се расправаат. Да. Сега денешен аспект ние може да си го фаќаме сеирото додека, заради тоа што се што кажавме ние пред избори, денеска е точно. Денес е точно. Тогаш кажавме, нема шанси да се репреговара, и тоа репреговара е неточен збор, инаку се преговара нова рамка за членство. Францускиот предлог е финален. Сакале неќеле. Го гледав господин Хефтов у неговата најава, ми излезе на Инстаграм. Точно е тоа и во право е кога вели, го чита член 13 од договорот за добрососедство со Бугарија и вика, согласно член 13 од договорот за добрососедство, Мицкоски може да ја извести бугарската влада дека од денес одстапува од тој договор. Се откажува од договорот за добрососедство. Така? Значи, не му треба ништо повеќе. Ако он мисли дека договорот не е добар, а не е добар, ама е тоа што е, тоа е тоа. Он ветуваше дека ќе го раскине и дека ќе преговара нова рамка за членство. Ако е така, он може, согласно член 13 од договорот за добрососедство со Бугарија, да ја извести Бугарија дека Македонија одстапува од договорот за добрососедство и повеќе нема да го почитува. Од денот на известување на бугарската влада дека македонската влада излегува од тој договор, треба 1 година да помине за целосно да биде тој договор ништовен, односно раскинат, така да ако он денес тоа го направи, другата година на 1 октомври Македонија нема да има договор со Бугарија за добрососедство. Со тоа нема да има ни историска комисија, нема да има никакви преговори со Бугарија, Треба една а со година, тоа веќе
а со тоа веќе нема да има ни француски предлог, ни француска рамка преговарачка. Значи нема да има ништо. Ако он сака, може веднаш, бидејќи он вели како. Не знам тоа како, види, во францускиот предлог е споменат договорот со Бугарија. Значи буквално е влезен во преговарачката рамка договорот со Бугарија. Даде и што не ти јасно? Не ми е јасно како правно што би значило тоа понатаму. Ако Ништо. тој договор е вон важност, Ништо. Шо Значи ги известуваме, точно е Дов што вика, треба една година Да. предизвестие. Да. И ние ја известуваме бугарската страна Добро. дека Македонија излегува од договорот. И толку. За една година договорот се раскинува, следната година ќе биде Добро. раскинат, со тоа престанува да важи и францускиот предлог за членство во ЕУ. Тоа е француски предлог за текот на преговорите. Значи според францускиот преговарачката рамка, мислам. Значи да, според францускиот предлог во францускиот предлог се утврдени чекорите за преговори. Значи што ќе се преговара, кога ќе се преговари така натаму. Добро, и таму е споменато дека треба да се почитува договорот за договор. Таму е спомнато дека треба да се почитува. Да. Таму не е задолжително да се почитува, но е спомнато дека треба да се почитува Добро, и договорот. комисијата за историја се охрабрува да работи. Се охрабрува, не е задолжително Не е да работи, задолжително. но се охрабрува да Нема работи. рок у кој што мора да Тачно, донесе нема било рок, какво решение точно. и нема налагање дека Македонија Точно. мора да го прифати Точно, решението и точно. така натаму. Значи, во француската преговарачка рамка, точно е тоа што го кажуваш, таму никаде не вика мора да се донесе заклучок на историска комисија, мора да се смени ова, мора да се направи тоа и така натаму. Таму не стои во францускиот предлог тоа не го пишува. Тоа е лага. Ама и во договорот со Бугарија не Во вика дека мора да договорот со Бугарија вели дека двете држави ќе формираат историска комисија за Таму нема историски никаков рок, ни прашања, во чекај договорот. малце, нема рокови. нема. Комисија за историски прашања во кои што ќе се утврдат историските факти за поединечни делови од историјата кои што се спорни помеѓу двете држави. Но историската комисија не е никако поврзана со евроинтеграциите на Македонија. Никако. Во договорот не стои ни Бугари устав. Бугари устав е барање на Бугарија за да го крене ветото за почеток на преговори. Тоа е единственото логично барање кое што е прифатено во Брисел, затоа што се што барало друго Бугарија било нелогично Друго, и Бугарија било спротивно бараше- на правото Да, на самоопределување, да, значи да, се да. косало и тоа беше неприфатливо за Брисел и заради тоа се изнајде вакво решение. Види, Да. многу многу интересно. Сега, ако сака, како што ветуваше во изборите, Мицкоски може утре да ја извести бугарската влада дека ние истапуваме од тој договор и крај. Така е. Нема потреба он сега да лже народ пак, ама како ќе излеземе. Член 13 договор за добрососедство ти пишува дека не ти треба никакви посебни процедури, освен едно известување до бугарската влада. Бујрум известија бугарската влада дека истапуваме од договорот за добрососедство, со тоа престанало да постои историската комисија, веќе нема да има ни преговори за историјата, нема да има ни разговори, нема да има ни Европска унија, ни француски предлог.